Капоне 007 ми прашува дали зеленото недозреано овошје има помалку калории и што се случува со неговите хранливи вредности. Капоне, фала ти пред се за прашањето, затоа што искрено не знаев да дадам веднаш одговор, затоа ме натера да се нурна малку во пребарување и истражување и всушност релевантни научни студии зборуваат за тоа дека дали ќе го јадеш недозреано или зрело, нема да ти направи голема разлика во калориите и во хранливата вредност, но доколку е веќе презреано, тогаш може да биде проблем затоа што ќе има многу повеќе шекери за разлика од зрелото овошје и ќе имаш намалена хранлива вредност, особено ако зборуваме за антиоксиданси кои што се лесно оштетливи, да речеме, и кои што на повисоки температури знаат да овошјата да ги намалуваат нивните вредности. Од друга страна, она што е добро, да речеме, за недозреаното овошје е тоа што нема толкова количина на шекер. Во некои случаеви некои овошја знаат да имаат и помала хранлива вредност, но заедничко за сите дефинитивно е тоа дека имаат помали количини на шекер, а поголеми количини на растителни влакна, затоа што јаглехидратите кои што во текот на зрењето ќе се претворат во шекер или во фруктоза, се уште не се стигнати до тој процес и затоа посложените јаглехидрати практично носат и повеќе растителни влакна по автоматизам, така да провери, кај некои луѓе може да прави проблем тоа што има повеќе растителни влакна и не е дозреано овошјето, но еве не знам кај тебе дали е истиот случај, но како и да е, или оди со недозреана опција или оди со зрела опција. Мене ако ме прашуваш, па мислам нека би одел со зрела опција, затоа што не би губил време сега да барам недозреани овошје и така натаму, но секој има право на избор, така да имаш зелено светло за консумација и на недозреаните овошја.